кукичката од чоколадо. Ням. Си беше еднаш една принцеза. Не. Си беше една самовила. Не е ни тоа. Си беше една... Ајде помогнете ми малку. Што? Како? Балерина? Не. Си беше еднаш една девојче и се викаше Биби. Таа си живееше во една мала кукичка покрај една волшебна шума. И во таа шума се случуваа секакви волшебни работи. И живеа многу необични суштества. Да. Ама ова вие веќе го знаете, нели? Но, сега ќе ви раскажам една приказна што не ја знаете. А тоа е како Биби и Боби станаа другари. Јеј! Еден ден, Биби се шеташе во шумата и проверуваше некој да не прави некакви бели. Кога? Го стогледа Боби. Здраво! Ти си Боби, така? Пред некоја недела се досели во нашата населба, нели? Да, тоа сум јас, Боби Худ, разбойникот од шумата. Тогаш Боби беше помал и беше многу палав и својаглав. Не слушаше никого и си тераше по свое. Кога Биби го сретна, тој трчаше низ шумата. Се вовираше во грмушките, се качуваше високо на најтинките гранки од дрвјата, скршнуваше од шумската патека и правеше врева, па ги плашеше и птиците и животните. Еј, Боби, немој толку да викаш, па ги плаши животните. Ајде да си играме нешто друго, сакаш? Да, може, ама да играме брканица. 1, 2, 3, фати ме, ако можеш ти! Боби се затрчи уште подлабоко во шумата. Биби викаше по него и го предупредуваше да биде внимателен. Ама не. Тој ништо не слушаше. Боби, само не скршнувај од патеката. Во овој дел шумата е длабока и густа и демнат многу опасности. Боби, ме слушаш? Не те слушам! Ке мора да ме стигнеш! И Биби немаше друг избор, освен да тргне по Боби. Знаеше дека ако го остави сам, тој сигурно ќе се загуби. Додека трчаше низ дрвјата, Боби здогледа една шумска чистинка, а таму се надзираше нешто необично. Боби посака да истражи што е тоа што светка меѓу дрвјата и се стрча натаму пред Биби да може воопшто да го спречи. Биби попусто го предупредуваше. Боби веќе беше далеку, а Биби немаше друг избор освен да тргне по него. Кога стигна до чистинката, Биби се вчудовити. Што ли е тоа? Леле! Среде чистинката имаше кукичка, ама не беше обична кукичка, туку од чоколадо. Стаклата на прозорците беа направени од шекер и целите светкаа на сончевата светлина. Керамидите на покривот беа направени од највкусни бисквити, а чоколадните ѕидови на кукичката беа украсени со бомбони во сите бои. Боби веќе беше покрај кукичката. Ги лижеше ѕидовите и прозорците, кршеше парчиња бисквити од керамидите, ги вадеше бомбоните и ги грицкаше. Биби не можеше да поверува колку брзо успеваше се да пикне в уста. Биби, земи, пробај. Многу е вкусна оваа кукичка, многу, превкусна. Боби, што правиш? Од кај знаеш чија е оваа куќа? Како така кршиш и јадеш без прашање? Па некој живее тука. Не, нема никој. Јас ја најдов, значи моја е. Гриц. Твоја? Не може да биде твоја, некој друг ја изградил. А впрочем, не помисли дека може би е некаква замка? Од каде кукичка од чоколадо среде шума? Замка? Ауф! Глупости, како па да не? Ма пробај ти. Не ти се јаде чоколадо? Ми се јаде. Многу ми се јаде. Ама не јадам пред да се договориме со мама, затоа што не е здраво и не е добро за забито. И јас јадам помалку чоколадо. А повеќе јадам овоше. Да. Тоа си е и сладко и здраво. Овоше?
Бляк. Јас тоа не го ни пробувам. Гриц. Биби толку му се налути на овој палавко, што реши да си оди и да го остави сам во шумата. Тргна и само што навлезе меѓу дрвјата, запре и размисли. Па не е добро да се оставаат пријателите сами во неволја, макар и кога не го заслужуваат тоа. И затоа се врати, се скри зад една грумушка и чекаше. Не мораше да чека долго. За кратко време вратата од кукичката се отвори и од неа излезе една стара жена. Старицата изгледаше добродушно, да, но имаше злобен израз на лицето и Биби веднаш се посомнева дека има наумено нешто лошо. Но Боби ништо не забележа. Тој си беше зафатен со јадење. Мило детенце, влези внатре. Ке ти дадам уште сладки работи. Вкусни, превкусни. Прсти да излижеш. Вау! Уште сладки! Јупи-рипи! Сакам! Гриц. На Боби не требаше да му се каже два пати. Веднаш се втурна во кукичката, а старицата брзо ја затвори вратата и чкрап, ја заклучи однатре. Леле, знае дека е замка, а оваа старица се разбира е лошата вештерка. Јас не знам како не ја позна веднаш. Морам да му помогнам на Боби. И додека Биби решително чекореше кон кукичката од чоколадо, Боби беше зафатен со јадење сладки. И не забележа дека лошата вештерка го зароби, се додека таа не вресна од радост. Сега ќе видиш ти, ненаситени комал. Ми падна во замката. Што? Кој? Јас? Ама јас не направив ништо лошо. Не направив ништо. Сакам дома. Мамо! Сакам дома! Мамо! Биби! Нема дома, нема! Боби почна да се тресе од страв, а вештерката се смееше и му се приближуваше. Сега, што сакаше таа да прави со него, ќе прочитате во сликовницата Биби, Боби и кукичката од чоколада. Таму се си е убаво објаснето. И така, вештерката злобно се смешкаше, ги триеше дланките и се подготвуваше да направи нешто, кога... Отвори! Лоша вештерке! Отвори! Знам дека си тука и дека го зароби моето другарче Боби. Кој те ропа? Биби! Биби! Биби, помогни ми, Биби! Биби? Да! Биби! Не ли се договоривме да не доаѓаш во нашава шума? Сакаш ли да ти ги викнам џиновите? Тие веќе не се плашат од тебе. Или може би сакаш да ти го викнам таткото џин, најголемиот од сите џинови. Леле, Биби, те молам, не викај го таткото џин. Леле, еве сега ќе отворам. Веднаш, Биби. Вештерке, ти не ли ми вети дека нема да се враќаш во шумава? Потоа излегува дека јас лажам, дека никој веќе никогаш не те видел. Ајде сега да си одиш на некое друго место, ама да не правиш белени таму. Договорено? Да, добро, Биби, добро, договорено. Еве си одам. Си одам полека. Кутрата јас. Стара. А ти, Боби, дојди со мене да си одиме дома. И овој пат да ме слушаш. И да не скршнуваш од патеките. И да не трчаш ни шумата да ги плашиш животните. Поред? Добро, Биби. И, Биби, извини. Другари, Јупи-рипи! И така, лошата вештерка се завина за секогаш. Или барем така изгледаш. А Боби и Биби заминаа дома. И од тој дан станаа најдобри другари. Боби беше многу попослушен од претходно. Иако се уште си беше палав. Но, од тој дан, особено внимаваше да не јаде многу сладки работи, затоа што вечерта, откако се вратија, многу го болеше стомакот.
Ме боли стомакот. Знаеш колку ме боли стомакот? И тоа е крајот на нашата приказна. Сега на спиење. Па се гледаме наскоро со нова приказна. Добра ноќ! Здраво, другарчиња! Доколку ви се допаѓаат моите содржини, кликнете на копчето во долниот десен агол и следете ги најновите објави од светот на Биби! Чао! Задараво, другарчиња! Доколку ви се допаѓа каналот на мојата најдобра другарка Биби, кликнете на копчето во долниот десен агол и следете ги најновите содржини од светот на Биби. Јуперипи! Сказните на Биби! Шумовизија. Каков неверојатен настан, другарчиња! Целата шума зборуваше за тоа. Птиците црцореа, лисјата на дрвјата шушка, цвеќињата срамежливо се кекотеа, самовилите дзунеа, а пчелите брмчеа. Што ме прашувате? Каков настан? Па, другарчиња, во шумата се одржуваше шумовизија. Тоа е надпревар во пење, танцување и други вештини. Многу жители на шумата се подготвуваат да се надпреваруваат за големата награда. Пехарот од медени плочки, кој е направен од шумските пчели. 1, 2, 1, 2. Охо, имаат само уште 2 часа до почетокот на шумовизија, а ние не сме подготвени. Како да бидам добар водител на настанот, ако микрофонот не работи како што треба? А своји точки подготвуваа и другите жители на шумата. Цин, цун, цин, цан, цин. Дојдете, во шумата ке се сретнеме. Зубра, дубра, пајаче, претворено во зајаче. Јас сум Топка, јас сум Ѓуле, јас сум Ромен Камен, што нушти се пред себе. Ням, 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 ням. Медлени плочки. Ням, ням. Даро! Па пехарот не е за јадење. Оф, Даро, Даро. Зошто не? Сакам да јадам пехар. Ням, 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 ням. Медени плочки. Даро, пехарот е за победникот на надпреварот, Даро! Победникот? Тогаш морам да победам и да го лапнам. Да не си помислил. Добро, Боби, умен сум. Откако сите се собра, целата бина се осветли, а штркот го најави почетокот на првата шумска шумовизија! Охо, каква штета! Но што бара таа лужба од банана на бината? Ми се чини дека некој сака да го уништи надпреварот. Веројатно некој од надпреварувачите. Ова не е случајност. Да. И мене ми се чини така. Ајде, Боби, ајде ние ќе истражиме што се случи. Навистина, некој им подметнуваше работи на другите надпреварувачи.
заедно со Зази и Зина отидоа зад бината за да истражат. Каде? Оф, каде? Пајачко, каде си? Оф. Ей, Фи, што се случува? Некој го украл моето пајаче зајаче. Како сега ќе изведа мојата точка? Значи, мора да го најдеме тој што го направил се во ова веднаш. Ајде, Биби. Мораме. Ајде, Боби. Ајде, Зази. Ајде, Зина. Не. Много се цврсти. Даро! Што правиш? Зошто ги гризеш жиците од мојата гитара? Не, ништо не правам. Ништо не правам. Немој да лажеш. Те видовме. Не бев јас. Не бев јас. Не. Аха, не беше. Подобро признај дека беше ти за половина да ти простиме. Не. Ќе ми простите половина? Не. Навистина? Навистина. Само кажи сега зошто ги правеше сите тие бели. Сакав да јадам медени плочки. И сакав да помедам за пехарот да биде мој. Ням. Оф, Боби. Па ние забораваме дека Дар уште е многу мал. Па тој е бебе диносаурус. Да, знам, Биби, но мораме да го убедиме да им се извини на сите. Тоа е фер, нели? Да, тоа беше фер и токму така и се случи. Даро застана на бината и им се извини на сите учесници. Извинете, шумски другари. Јас не сакав, ама сакав да јадам медени плочки. И извинете. Потоа и го врати пајачето на Филимен. Ја исчести пајажината што ја довлечка од шумата. Ја фрли во ѓубре лушпата од банана. Потоа сите учесници непречено ги изведоа своите точки. На крајот настапија Биби и Боби. Ајде биди другар, се ми рага за помош и верувај во нас. На првата шумовизија сите се договорија дека пехарот нема да му припадне ником. Тој ќе остане да стои во средиштето на шумата под големиот даб како потсетник за важноста на пријателството. А Даро научи... Не, медени плочки. Јас сакам да јадам медени плочки. Помош. Довидување, другарчиња! Се гледаме во следната сказна. Здраво, другарчиња! Доколку ви се допаѓаат моите содржини, кликнете на копчето во долниот десен агол и следете ги најновите објави од светот на Биби! Чао! Вредниот мрзливец. Здраво, другарчиња. Нешто сум малку бавна денеска. Но си имаме сказна за читање. Значи, еден бавен ден во волшебната шума. Еј,
Немирко и Немирка. Зарем не гледате дека се одмарам, а? Леле, Боби, па цел ден лежиш и се одмораш. Па ајде да правиме нешто. Цел ден? Едва е 4 часот попладне. Боби, те молам да станеш и да се прошетаме. Ајде, па нели разбравме дека во шумата се доселиле некои нови жители? Ајде да видиме кои се. Нови жители? Не ме интересираат, не. Одете ти, Зази и Зина, и јас ќе си полежам уште малку. Боби, ако не станеш веднаш, скар. Скар. Добро, полека. Еј, ајде, штом сте запнале толку, да видиме какви се тие нови жители. Ајде. Биби, тоа се мрзливци! Неверојатно! Воодушевен сум. И јас! Знаеш ли ти дека мрзливците се толку бавни, затоа што всушност многу бавно ја варат храната и... Не ме интересира. Одам да се запознам со нив. Може би ќе ме примат во нивната дружина. Ајде. Неверојатно! Да го привеле во нивната дружина. Оф! Еј, добар ден, драги мрзливци. Добар ден. Како сте? Како сте вие? Не баш најдобро. Како така? Како? Зошто? Нашиот син Што е со вашиот син? Каде? Ние сме заштитници во шумата и ако има некак... Маме проблем со него. Проблем. Проблем, каков проблем? Што се случило? Нашиот син не како нас. Воопшто. Аре, имаме гости. Здраво гости. Јас сум Мики. Повелете седнете. Мики, това е фантастично! Јас никогаш не сум видела олку вреден мрзливец. Не ми е јасно. Зошто толку работиш, Мики? Па ти си мрзливец. Можеш цел ден да си лежиш. А? И мене не ми е јасно. Не можам да лежам. Многу ми се работи. Ефтен сакам да работам, што добра. Не ми се верува, Да сакаш да работиш. Не, чичко, татко мрзливец. Не ви е лесно, разбирам. Си ми дал да можам да работам, да работам некаде, каде што ќе имам што да правам, да одам некаде и овде во шумава морам да си измислам работа. Леле. Јас себе дал да можам да си останам овде со твои родители и цел ден да си лежам. Сакаш да се смениме на некое време? Сакам. Така, Боби остана нагости кај мрзливците, а Мики отида со Биби во градот. Замислете што се случи. А во меѓувреме, во волшебната шума, Боби. Што да ви кажам? Ајде играме нешто. Кажи барем нешто, да си поправиме малку муабет, кажи. Малеси. Да, кажи нешто ново. Нешто ново. Мики, како ти се допадна во нашиот град? Убаво си помина, нели? Има толку
толку многу работи за правење, нели? Да, Биби, преубаво си поминав, меѓутоа и многу сум среќен што правиш толку многу различни работи. Ама? Ама, некако ми недостига моето семејство и така и шумата и сепак градот не е место за еден мрзливец, така макар и вака вреден што е, мислам не е место за него, не? Те разбирам. Утре ќе одиме назад во шумата, важи? А искрено малку и се грижам за Боби. Мојот Син ми недостига. И мене. Престанете! Цела ноќ око не склопив. Едва чекам да си одам дома. Леле, Боби, и јас едва чекам да си дојдеш дома. Ајде, јеј! Биби, не знам што ми беше, навистина. Многу погрешив. Па јас не би можел да живеам вака, да лежам по цел ден. Ајде да си одиме дома и да учиме, и да работиме, и да играме фудбал, и да штитиме шумата, И ние погрешивме, сине. Те сакаме таков каков што си. Тато, ти веќе не зборуваш бавно? Време е и јас да сменам нешто, нели? Чеперепи! Здраво, другарчиња! Доколку ви се допаѓаат моите содржини, кликнете на копчето во долниот десен агол и следете ги најновите објави од светот на Биби! Чао! Заедно да запееме. Близу мојата куќичка има волшебна шумичка, која тајни многу крие, кај што најсрекни сме ние, Со замоци и пештери и страшни лоши вештерки, а јас и Боби чувари на сите шумски другари. Ние сме чувари на волшебната шумичка, шумата од детските сни. Ајде запеј со нас ти, многу ја сакаме и храбро си ја чуваме. Шумата од детските сни, ајде запеј со нас ти. Мене ова песна ми е светла и ми се допаѓа.
за волшебната шума! Јас сум за шумата! А јас ги Боби чувари од сите лоши Мене ритамот ловчи. не може да ме постигне.